посветен на погодувате спорт. ЖРК Чаир е првата спортска тема во рамките на Македонија на утро денеска, вака 5 точки да го најавиме викендот. Еуфоријата и мотивацијата од европските настапи. Бојана Диневска, капитенот или капитенката на ЖРК Чаир е гостинка ова утро, заедно со тренерот Басри Љатифи, ќе ни ги пренесат впечатоците од настапите во Европа и од сето она што владее како атмосфера во клубот. Добро утро за двајцата. Добро утро. Најдовме. Добро утро, Да, добре ни дојдовте. Да, прво ќе почнеме со дамата и ќе ја прашаме, ќе ја прашаме на какво ниво е атмосферата во клубот со оглед на тоа што европските настапи си носат посебен шмек. Па почна да влие возбуденоста. Подолго време се спремаме за овие настапи. Многу ни е драго што го пройдовме првите две кола, не првото коло. Очекуваме добар надпревар со тоа што се спремаме. Се надевам дека ќе има добра гледаност. Посетеност на ракоматот, да. Тоа е што нека каже тренерот. Да, сега ќе го прашаме и тренерот за атмосферата меѓу играчите. Дали забележувате посебна димензија кај нив на заинтересираност, на посветеност, на загреаност за еден ваков предизвик со оглед на тоа што секое наредно коло си носи посебна тежина, да. Имате шанса за пласман во осмина финалето, што не е... Јас намерно ја земав низе да зборувам малку повеќе, ама после изгледа ќе треба пак ја да зборувам. Нека каже што има на теренот, нека каже тука сега ќе ја прашаме за пуск. Ќе нивелирам. Во суштина овие надпревари кои што се во Европа имат, како што каже, и посебен шмек. Се малку имат помалку поголем притисок, имат малку повеќе стрес, но се обидуваме да го намалиме тој, пошто психички го немаме ние. Моментално се ова, ако го поминеме ова коло, фактички сме меѓу 16 најдобри во Европа и само по тоа е некаков си успех за кој што ние не дека не сме се надевале, но потајно, знаете, некако под сенка малку сме помилни, може би сме сонувале дека ќе бидеме тука. Притисокот ќе им го препуштиме на гостите кои што доаѓаат од Португалија, пошто се сепак поискусна екипа која што играа подолго време во Европа и фаворитската улога ќе ми ја препуштиме нив. Ние немаме што да изгубиме, да, секако мотивираноста е малку поголема. Реално така е поделено и првенството тука нас во домашното првенство, значи не сме имале некои посериозни конкуренти, да речеме, така е поделен, така е направен системот на надпреварувања. Не сме имале некои, да речеме, поттешки надпревари. Да оди во прилог на ракометарите, за да не се трошат многу, за да може да се посветат на европските настапи. Тоа е една позитивна работа, а негативна може би пошто ги немаш како спаринг, за да можеш да се натпреваруваш на ваков повисоко ниво. Добро, со искуството ќе си дојде и тоа. Само Јована да напоменеме дека на програмата е мечот од третото коло против Колегио де Гаја, португалска екипа и шанса има ЖРК Чаир за пласман во осмина финалето. Благодарам што ми даде право на збор. Бојана, нека не ги лаже гледачите ова преубаво лице насмејано тука, која ќе ја видиме надвор од теренот, да, изгледа вака, но на терен сте вистински лавици. Која ви е најголемата мотивација? Најголемата мотивација? Па првично ќе почнеме од тоа што играме во овој клуб, што играме во ЕХФ купот, тоа што победивме две кола и ние се надевавме дека ќе ги победиме, но откако ги победивме, тоа веќе поголема мотивација, размислуваме подалеку, размислуваме да стигнеме до осмина финалето. Атмосферата на тренингот, дружењето, дружбата, со насмеаните лица после победа, дај Боже, еве првин во сабота, чекор по чекор, прошетката, да не кажам, криво ние што нема да прошетаме до Португалија, но секако ние во предност дека ќе играме двата надпревари дома. Бидете добри домаќини. Добри домаќини, покажете им што значи да се биде домаќин. Да, онака како што треба, како што доликува. Да. И да дојдат и да ги победиме и да си одат. И да ги испратиме. Така. Уште едно прашање ќе имам тука. Колку публиката, колку таа поддршка е ваша мотивација? Кога веќе ве прашав за мотивација, не ја споменавме, со тренерот малку може би и повеќе да зборуваме на темата за културата на бодрење, мотивација од граѓаните. Може би тој фактор е еден од најбитните фактори. Секогаш е полесно да играш дома. Од друга страна ќе кажам дека е малку поголем притисокот кога играш дома, бидејќи одговорноста. Ние секогаш, значи Чаир има одлична публика, морам да напоменам.
обавезно, значи Салата е полна? Да, секој надпревар, салата, значи без разлика дали играме послаб, дали играме со подобра екипа, салата е полна, секогаш навиваат. Лесно е да се игра пред полна сала, со полна публика, затоа ги повикувам, можда е рано сега на почеток како не е рано? Нека дојдат сите што се љубители на ракометот да не подржат, за да можеме и полесно да победиме и подобро да изиграме. Ќе додадете нешто, да? Да, па видите, ракометот во Македонија е спорт број 1 и да речеме така по наводници секој втор знае ракомет. Знаат и наша публика препознава квалитет, препознава значи противник кој што знае да игра ракомет добар. И во суштина е малку потешко да се игра во такви моменти, но поддршката која што ни ја даваат да речеме 8 играш на теренот и секогаш ни било во плюс тоа. Претпоставам дека овој пат, како што беше минатиот пат, ние домашните надпревари ги играме во салата автокоманда, пошто ги исполнува условите ЕХФ кои што мора да ги почитуваме. И претпоставам минатиот пат беше полна, сега очекувам да биде преполна. За да може да ни дадат дополнителен стимул. Така, имате право на збор? Ајде. Само толку? Па сега. Очекувам да се распламнеш. Добро. Што очекуваме во понатамошниот дел од шампионатот дома? Нели Европа мора некогаш да заврши, дај Боже да трае што подолго, да трае и осми на финале, четвртфинале и така натаму, да дојдете до крајот во ЕХФ купот. Меѓутоа, сето тоа ќе заврши некогаш. Што потоа дома? Па допрва почнуваат вистинските возбудувања во домашното првенство. Пред се минатата недела заврши, значи редовниот првиот дел од првенството, така е поделено првенството, прв дел и втор дел каде што е плејофот и плејаутот. Ние бевме убедливо први со 10 победи, фактички немаме изгубено ни бод, немаме ни нерешено. Сме меѓу фаворитите во домашното првенство. Ги предизвикуваме, значи, моментално активните шампиони Ѓорче Петров и тие се моментално, значи, исто со максимални 10 победи. Очекувам да биде тесно до крај, за волја на вистината треба да признаеме дека имаат добар и квалитетен ростер, имаат добри играчи. Нема среќа при ждрепката во Европа, оние испадна уште во првото коло, но има далеку посериозен и има да речеме надпреварувањето каде што игра во Европската лига е далеку посериозно и поконкурентно. И мислам дека ќе бидат концентрирани, може лошо е за нас дека ќе бидат концентрирани само на домашното првенство, но ние радо би продолжиле во Европа па да ги предизвикуваме, после да ги тестираме шампионските амбиции. Има време до крајот, има време за мегданот за титулите. Како гледате на домашниот шампионат, може ли конечно да се дојде до таму каде што сите посакуваат да бидат? Ѓорче Петров е сепак еден од, како да кажем, еден од најтрофејните наши клубови воопшто во спортот и е сериозен ривал, сериозен противник. Беше во нокдаун едно време, сега се враќа, вие се враќате исто така со силен ростер, така што дали тука ќе се води битката за трофеите? Па, вака сега клубот Чари гледате, мислам, ти што го следате ракометот, оди доста нагоре. Например, лани прошлата сезона прв пат играше финале куп, го освоивме, односно второто место. Во сите надпревари беше фаворит Ѓорче, конкретно сега зборам, бидејќи нели го спомена колегата, да, Ѓорче Петров. Не случајно. Имаше добро издание од наша страна, значи добри 3 надпревари изигравме, каде што мислам дека, како што кажи тренерот, до крај ќе биде неизвестно. Они се многу со поискусни играчи, каде што доаѓаат нели од Европа, не се сите од Македонија, но и македонските играчи исто така им се на добро, да. Како сте вие подготвени за предизвик? Уште не сме размислувале на тој момент, искрено да ви кажам, еве заврши првиот дел со полесните надпревари, значи сите бевме во групи, во полесни групи. Да пројде ова коло, па ќе сватиме дека не чекаат доста тешки надпревари. Следната полусезона ќе се игра дерби за дерби. Значи имаме ние 4 такмици со сите од група што ќе ги имаме, така да тоа ќе бидат 20 кола. 20 дерби кола. 20 дерби надпревари, да. Овие 4-5 сам екипи кои што се конкуренти потенцијални, значи ќе играме нечи секоја недела, еден не може да избегнеш, пошто така е распоредот.
Добро. Погледот код мене. Добро. Благодариме за гостувањето. Оно што сакав да го спојам, да го кажем, ајде ќе го каже колегата Мартин, колку е важна оваа подготовка која што ја имате и надвор, се разбира од сала. Мора да внимавате на исхраната, мора да внимавате на животните навики, мора да внимавате на се оно што е дел од спортот. Верувам дека не е лесно. Верувам дека е голем предизвик, но има мотив, има зошто. Точно така, има зошто. Многу е битна исхраната и подготовките, начинот на тренинзи, колку пати тренираме, колку надпревари имаме во неделата. Животот во Скопје, реално во Македонија е турбо. Сите сме на сите страни. Секој си има обврски и работни, животни, точно, секакви. Да. Плюс дополнителни обврски, но кога има вака некој потежок надпревар, сите сме фокусирани, поактивни, редовни на тренинзи, фокусирани на тоа да го спиеме тоа што сакаме, нели? Така да многу е битен тој момент. Секој го почитува, не знам, повеќето не, но има девојчина каде што тоа го почитуваат на вистина. Значи, Бојана, ти си репрезент од тие што го почитуваат. Да, може да се забележи строго или не толку строго? Може да се забележи, но до некаде. Да, може да се забележи и по Последнава тебе. недела има забрана и да се разбола, то толку, значи, Тоа е вистина. Да, Посакуваме многу успех, многу среќа, искрено, дај Боже што подалеку да дотуркате и дај Боже да пружите што посилни надпревари заедно со конкурентите во домашното првенство, затоа што ни недостасува домашниот спорт. Сакаме да се поистоветиме со нашите деца. Ви благодариме што. Благодариме.